Стотина родители од Скопски Капиштец денеска протестираа против издавањето на спортското игралиште во основното училиште Киро Глигоров. Родителите и локалните жители се револтирани од ваквата одлука на директорката, која без да ги консултира или информира, уште минатата година одлучила игралиштето да се издаде под времен закуп на приватната фирма Форца, а таквата одлука не ја обелоденила. Родителите затечени на протестот излегоа со 4 барања, помеѓу кои е раскинувањето на договорот. Велат, нема да дозволат да се распродава имотот на училиштето за некој да си прави приватни бизниси. 6 метра ограда и одозгора мрежи. Мислам, на што ќе личи на отворен простор кафез да се стави? Метална ограда. Тоа не е проблемот, да се остави училиштето на раат. Ако има проблеми со струјата, нека го бараат тој што го предал објектот, дека е енергетски ефикасен што потпишал. Тој нека го бара, тој е одговорниот. За решението се против и учениците. Велат, сакаме да си играме и после часови. Ако нашиот училишен двор биде земен, нашето детство ќе се уништи само за да има некој, за да се отвори ресторан тука. Мислам, некако не по план, децата ниту еден не е среќен. Директорката Билјана Билбиловска и натаму е недостапна за да даде одговор зошто го турка проектот и покрај револтот на родителите. И вчера и денеска Алфа повеќе пати се обиде телефонски да ја контактира, но таа не одговара на нашите повици. Во договорот до кој стигна Алфа, може да се забележи дека училишниот двор се издава под наем на 5 години, а од приватната компанија се бара почетна инвестиција од 10.000 евра за 6 метарска метална ограда, вештачка трева, голови и рефлектори. Дополнително, корисникот треба да плаќа и за купнина во износ од по околу 10 евра за 1 час. Нејасно е како преку овие примања училиштето планира да ги покрие трошоците за електрична енергија, за кои родителите тврдат дека изнесувале над 700.000 денари месечно, иако училишниот објект се промовираше како енергетски ефикасен. Од општина Центар, иако надлежни, упатија на одговори кај директорката на училиштето. Сепак, нагласуваат дека не гледаат ништо спорно што игралиштето се издавало, оти тоа било пракса и во други образовни институции.